Ќе речам дека на ниво на Македонија скоро 30% како дел од конзорциумите е УКЛО вклучен во тие добитни програми. Тоа можевме да го очекуваме, затоа што тоа се 6 проекти сега што ќе дојдат. На претходниот повик на Балканмед добивме 2 и 1 е на листа на чекање. Претходно имавме неколку проекти кои што се активни, а во првиот круг ни влегоа 16 успешни програми, што значи 16 го положија тестот дека се добри апликации, но сега во рангирањето, зависно колку има таа програма средства, и тие станале во долниот дел, не дека не се квалитетни, туку едноставно другите нешто подобри биле. Но УКЛО е вистина лидер во Македонија по однос на тие ИПА програми, а тоа е резултат на еден процес на отворање на централната служба кон идеите на сите. И секој можеше да даде идеја да спреми апликација и да конкурира на тој меѓународен пазар. Тоа се претежно апликативни проекти, кои што бенефитот, верувајте, градовите ќе го осетат. Не само универзитетот. Тоа се апликативни проекти кои што Битола, Прилеп, Охрид, Кичево, сите градови ќе ги, затоа што се работи за суми од секаде минимум од 100.000 евра. И рачунајте дека тоа се, а некои проекти се по неколку 100.000 евра во инвестиции во местата каде што се аплицирани таквите проекти.